Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис од учество не се исклучени ниту најмладите од градинката и од кочанските училишта. Младите творат за Оризот, поезија, музика и ликовна уметност. Беше настанот што во рамки на оваа манифестација се одржа во мултикултурниот центар во Кочани. Им беа доделени благодарници и дипломи на наградените ученици од 5 кочански основни училишта кои учествуваа на литературниот и ликовниот конкурс што го распиша општината на тема за Оризот. Свој настап имаа и најмалите од градинката Павлина Велјанова. Со музички композиции се представија и учениците од основното музичко училиште Ристо Јуруков. Жири комисијата за литературни творби награди 5 литературни творби и пофали 7 творби, додека жири комисијата за ликовни творби награди 5 ликовни творби. Инаку во програмата денеска учествуваат и децата од градинката Павлина Велјанова, како и децата од музичкото училиште ОМУ Ристо Јуруков. Значи, тие ја збогатија програмата, имавме една богата, интересна, шаренолика, би рекла, програма, бидејќи се состоеше од најмладите учесници и мислам дека ја постигнавме целта, бидејќи навистина е убаво кога се слушне како децата творат за Оризот, размислуваат за Оризот како наша значајна стопанска култура и ете го имавме ова со нив и се надевам дека ќе продолжиме да ја реализираме оваа активност не за друго, туку најмногу затоа што ги вклучуваме најмладите учесници, значи од дечињата од градинка па се до учениците од 9-то оделение. Преку овој настан, општината сака да ги потекне младите да творат и да пишуваат за белото кочанско злато Оризот. На крајот, благодарници за учество добија и менторите на учениците од сите 5 основни училишта, како и од музичкото училиште и градинката.